Добре дојдовте во најновото издание на вашиот омилен ТВ магазин Урбан Блок. Како и секогаш, така и оваа недела се потрудивме околу изборот на содржините за денес да бидат доволно урбани, корисни и практични. А што поточно ќе гледате во ова издание на Урбан Блок, да знавате од краткиот преглед на денешното издание. Во новиот Урбан Блок ви ги пренесуваме советите од нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика. Зборуваме за артритис и ви откриваме како да ја подобрите вашата рутина за нега на лицето. Останете тука. По рекламите почнува новиот Урбан Блок. Дури и тогаш кога мислиме дека е крај, секогаш мора да постои трошка надеж. А дали со персонализирана терапија може да се помогне кај онколошки пациенти? Ви откриваат нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика Ревит. Еве што велат тие. Бројот на лица заболени од карцином во светот е огромен. Само кај нас, илјадници лица секојдневно се будат со желбата да се ослободат од оваа подмолна болест и да продолжат со секојдневието без опасната закана која ги демне. Процесот на лекување знаеме дека е долг и тежок, па затоа олеснување бараат насекаде. Затоа и се консултиравме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика. Во продолжение го споделуваме разговорот со нив. Значи, онкологијата денеска не се смета веќе за, како да кажам, конкретно заболување или смртна пресуда. Станува збор за веќе состојба. Сега, ако ја отвараме таа тема, мора да кажем дека онкологијата не се должи само на некаква хемиска природа, туку се должи на психоемоционална состојба. Еве ќе дадам еден краток, банален пример кој што не мора да значи дека апсолутно е така, него ќе дадам како пример преку кој што би пробал да објаснам, нели, за да ја сватат логиката луѓето за тоа како може да настане одредена онколошка состојба. Пример да кажеме, денеска секој се нервира. Ако интензивно се нервирате 3 месеци, еве стигнува до одреден тип на гастрит, нели нелагодност со желудникот. Ако се нервирате 3 години, 4 години, 6 години, може да дојде нели до чир на желудникот. Ако се нервирате 10, 12, 15 години, зборам екстремно, тогаш веќе може да стигне до онколошки процес. Значи, ова е тој дел од онкологијата што би сакал да го расветлам, а кој што е онкологија од типот нели на психоемоционална состојба, која што е во основа една од наједноставните за решавање. Да го земеме сега другиот нели случај. Ураниум, нели радиоактивност, нели типови на зрачење. Тие исто така предизвикуваат нели таа дисфункција, односно таа нели промена на функција на клетките и појавување на канцерогени клетки. Тоа е исто случај нели кој што исто така едноставно се решава. Ако човекот се исклучи нели од тие влијанија, ако му се даде доволно простор нели, тоа може да се коригира, да се санира и да се среди. Сакам да кажам, ракот не е смртна пресуда. Не треба луѓето да се плашат ако добијат дијагноза рак. Пострашно во целата тема рак е стравот. Статистика, руска анализа, 6 пати во животот ние заболуваме од рак. И 6 пати се само излекуваме без приту уопште да сме свесни. Нели воедно и секој ден сме болни од рак. Денеска ако седнеме да пресметаме, сигурно има нели одреден процент на клетки канцерогени во нашето тело. Добро, тоа и во нашата природа и нашата физиологија, дека секојдневно се создаваат малигни клетки. Нашето тело е само она кое што е способно да го отстрани се она што не му е потребно. И сега да се надоврзам на она што вели Кристијан, нели, ако ние имаме долгогодишен повеќе годишен стрес како таков, сето таа го руши нашиот имун систем и рушејќи го нашиот имун систем, доаѓаме до она што ние докторите ќе го нели именуваме дека е малигно заболување. Малигните заболувања се нешто што не треба да не опоменат и каде што можеме да го решаваме, а не да не буквално инхибираат дека нешто страшно се случува во нашиот организам. Не е крај на улицата, него е жолто или црвено светло, што значи дека треба да почекаме или да смениме правец на начин на живење. Светот, толку поради промените на стилот на живење, нашите навики, свесни сме дека и бројот на малигните заболувања е во пораст. Сега, тука се многу фактори, тоа е пак друга тема која што исто така е интересна за разговор, но како и да е, се поместуваат границите. Но она што мене лично како лекар ме радува е тоа што погледот, ширината на луѓето се менува. Значи, веќе не сме оставени на само одреден тип на начин на лекување, имаме можности да тоа го направиме на поразличен начин, да при тоа не му наштетиме премногу на нашиот организам. Апсолутно. Цитостатикот еве ја би го спомнал. Нели, горшлива жешка тема исто како што спомнавме на кратко околу онкологијата. Исто така луѓето апелирам да се едуцираат на тема цитостатик,
процентна учинковитост на тој цитостатик во зависност нели од тој проблем што го имаат. Но пред се да го тргнат факторот страв, затоа што ние кога сме во страв или кога сме исплашени, ние не размислуваме рационално, а тоа е една од главните грешки или причини. Еве, ќе споменам една нова јапонска студија што е многу интересна. Цитостатикот почнуваат во Јапонија да го користат во минимални микродози за чисто само да ги откријат канцерогените клетки каде се наоѓаат, нели, и да увидат за тоа што се случува, а не како денеска што се користи во екстремно високи дози, кој што предизвикува нуспојава, тоа е системско труење. На еден организам кој што се наоѓа во таков дисбаланс, кој што веќе има, нели, како да кажам, хиперфункција на тие малигни клетки. Ако вие му дадете токсин од типот нели на цитостатик во таква доза, вие правите контраефект. Затоа го спомнам цитостатикот, нели, дека веќе почна да се користи како показател за каде е, нели, проблемот и кој е проблемот, колку, нели, за главно решение. Но она што мене посебно ме радува е тоа што информираноста на луѓето е се поголема и бараат решение онаму каде што навистина ќе направат најмалку штета на сопственото тело. А воедно ќе дојдеме до оној сакан резултат, односно да го вратиме доброто здравје. Затоа ова нека биде само тригер за луѓето да размислуваат малце поотворено и не низ призма на страв, него низ призма на здрав, рационален, нели, начин на гледање на нештата. Ми надоврзало и околу резултатите што ние ги имаме. Значи ние може многу и многу помагаме, нели, на таа тема да организмот не само психоемоционално, него и органски функционално се врати во нормална функција. Да, не можеме да помогнеме кај случаи каде што, нели, станува збор за многу тешка интоксикација, нели, ме разбирате, има многу фактори кои што играат улога околу тоа колку и како, нели, во кој процент може да се помогне. Така да, меѓутоа се согласувам со тебе дека тука психолошката состојба е водечки момент. Апсолутно, каде што, апсолутно. Всушност го даваме можност на луѓето да видат дека некој се грижи за нив, може да им помогне. И кога вие ќе му помогнете во моментот кога навистина мисли дека се наоѓа на дното, тоа е голем старт за понатаму да се тој самиот грижи за себе. И му помагаме не само заради психолошкиот момент, него затоа што и реално му помагате и се подобруваат многуте функции кои што се нарушени во организмот, тој го забележува. Можеби нема да имаме параметар реален поврзан со медицина да го поврзе, макар што и тоа го се случува и го има. Меѓутоа, во основа имаме подобрување на квалитетот на живење и апсолутно подобро чувство на секој од нив. Така да, дефинитивно. Па еве, овдека има приказ на случај каде што пред и потоа, нели, точно се гледа каде постоело, нели, тоа канцерогено ткиво и каде, нели, постои одреден фактор на време, тоа веќе не постои. Но сакам да кажам, значи, да не се наметнуваме како ние дека сме, нели, решение за сите тие проблеми. Затоа малце оставам, нели, простор за зависност од тоа кој во каква состојба се наоѓа. Тоа е многу важно. Да, апсолутно важно во која ментална состојба се наоѓа. Видете, апсолутно здрав човек, ако вие го убедите дека не е добар, тоа е плацебо и ноцебо ефектот што претходно го спомнавме, го отворивме, он апсолутно може да се самоуништи. Буквално. Сега, во случајот треба да е некој доста информиран, доста едуциран, да он го надмине не само менталниот, него и органскиот, нели, дел. И пак ќе се надоврзам, нели, на темава, ние може многу да помогнеме. Не нудиме комплетно решение, 100% решение, иако има 100% резултати каде што се решава овој проблем, но и во одредени случаи, нели, е доволно и 10% да помогнете за да има комплетно решение кај некој случај. Така, знаете, морам јас уште нешто да кажам, значи како лекар јас сум фасцинирана од ставовите на луѓето кои што доаѓаат и кои што се спремни да се третираат, затоа што и од нив учиме како да им помогнеме. Значи, навистина, ставовите им се феноменални. И мислам дека тоа треба да биде нешто што треба да се говори, затоа што така ќе им помогнеме на повеќето луѓе. И на оние кои што можеби и немаат храброст да ја погледнат и другата страна на болеста или другата страна на можностите кои што им се нудат. А додека сме се уште на тема здравје, во следните неколку минути ви откриваме како маслото од канабис може да помогне кај пациенти заболени од артритис. Маслото од канабис се користи како потенцијален третман за хронични воспалителни состојби, вклучувајќи и артритис, благодарение на неговите антиинфламаторни и аналгетски својства. Истражувањата покажуваат дека маслото од канабис може да понуди значителна корист во намалувањето на воспалението и болката која е типична за артритис и други хронични воспалителни состојби. За ова повеќе со нашите стручни соработници од Аптека ДНА Анифарм.
CBD или канабидиол, кој што е производ добиен од канабисот, а го има во аптеките во различни дозажни облици, значи може да се користи и како локална крема во третманот на артритис и остеоартритис, меѓутоа и како препарат за орална употреба. Заради тоа што CBD-то споменавме дека има антивоспалителен и аналгетски ефект, значи со своето делување ќе го намали воспалението кое што е пропратено кај овие артритични промени, меѓутоа ќе намали болката, а истовремено дејството врз анксиозност, односно вознемиреноста, кое што е секако пропратна кај сите пациенти кои што чувствуваат болка, исто така има ефект ова масло што содржи канабидиол. Значи, ефектите кои што на неколку пати ги споменуваме како фармацевти, кои се на канабидиолот, даваат оправдана употреба на канабидиолот кај овие индикации. Имуномодулаторниот ефект е оној кој што го споменуваме, што значи дека освен што делуваат на воспалението, делуваат и на имунниот систем и дефинитивно реуматидниот артритис и остеоартритисот се многу често се јавуваат како автоимуни заболувања и уште една оправдана причина зошто производите кои што содржат CBD може да се препорачуваат кај пациентите кои што имаат вакви индикации. Аналгетскиот ефект е дефинитивно оној кој што е потребен кај пациентите со артритични промени и реуматиден артрит кој што имаат, а пропратен е и со препорака не само на CBD, туку и други препарати кои што дополнително го ја подобруваат здравствената состојба. Јас би сакала да напоменам неколку научни студии кои што го оправдуваат употребата на CBD-то масло во третманот на артритис, реуматиден артритис и остеоартритис. Една од тие студии е направена во 2019 година, каде што вели дека во препорачани дози за почеток од 5 до 10 мг дневна доза, која што во текот на третирањето се зголемува до 20 или 30 мг дневна доза, имаме до 60% намалување на воспалителниот процес кај некаде околу 320 испитаници и токму овие студии се објавени во одредени научни списанија кои што може да го потенцираат ефектот на канабидиолот врз артритисот и овие воспалителни процеси. Истражувањето е направено во 2020 година и е објавено во списанието за фармакологија, во кое што вели дека CBD-то ја подобрува функцијата на зглобовите, со што го намалува отокот и овозможува зголемување на движечката способност кај овие пациенти. Остеоартритис е исто честа причина зошто можеме кај овие пациенти да го препорачаме CBD-то. Вериме дека маслото може да се користи првенствено со орална употреба, меѓутоа може да се нанесува и со локални препарати кои што во својот состав содржат канабидиоли и она кое што можеме како заклучок да го кажеме е дека CBD-то масло покажува ветувачки резултати во третманот на овие хронични воспалителни состојби, благодарение на своите антиинфламаторни, аналгетски и имуномодулаторни ефекти, а секогаш е потребно да се консултираат пациентите со лекар пред употреба, особено ако во својот третман земаат и други препарати и токму текот и редоследот на терапија да редовно биде следен од специјалистите, матичните лекари и нас фармацевтите. Секако верувам дека овие неколку битни факти ќе оправдаат зошто пациентите треба соодветно со соодветните препораки да се придржуваат кон внес на производи што содржат CBD во ефикасност на третманот. Маслото од канабис може да помогне во намалување на маркерите на воспаление кај пациенти со реуматоиден артритис. Се смета дека ова масло може да ги модулира канабиноидните рецептори и да помогне во потиснување на воспалителните молекули кои го предизвикуваат воспалението во зглобовите. Препорачаното дозирање може да варира во зависност од сериозноста на состојбата. Почетната доза обично е помала, а потоа постепено се зголемува, зависно од толеранцијата на пациентот.
Грижата за нашето лице треба да трае преку текот на целата година, а не само во одреден период. А како соодветно да се грижите за вашето лице, ви откриваме во прилогот кој следува во продолжение. Четките за чистење на лицето се тренд за убавина кој може да биде многу корисен дел од вашата рутина за нега на кожата, но само ако ги користите внимателно. Чистењето на лицето е врв на секоја добра рутина за нега на кожата. На овој начин ги отстранувате сите нечистоти и загадувачи од вашето лице и ги спречувате идните проблеми со кожата на лицето. Неодамна два тренда ја зафатија оваа област: двојно чистење на кожата и четки за чистење на лицето. А бидејќи веќе го опфативме двојното чистење на лицето, време е да дознаете се што треба да знаете кога станува збор за четките за чистење. Четките се всушност уреди кои се користат за темелно чистење на лицето. Тие обезбедуваат механичка ексфолијација на кожата. Слободно размислувајте за нив исто како што мислите за четката за заби. Четките за чистење и пилинг на вашата кожа се специјално дизајнирани за отстранување на нечистотијата, маснотијата и шминката од површината на кожата и ексфолијација на мртвите клетки. Некои четки за лице имаат прилагодливи брзини и интензитет за да одговорат на различни типови на кожа и лични преференции. Важно е правилно да ја користите четката за лице, за да избегнете претерана ексфолијација и потенцијална иритација на кожата. Користете нежни кружни движења за време на неговата употреба, избегнувајќи ги чувствителните области и активните мозолчиња. Исто така важно е редовно да ја чистите и дезинфицирате четката, за да спречите таложење на бактерии и други микроби. Повеќето типови на кожа ќе имаат користи или барем нема да бидат оштетени од користењето на оваа алатка за убавина. Но внимавајте, доколку имате многу чувствителна или воспалена кожа. Агресивниот пилинг може да ја зголеми иритацијата. Значи, ако вашата кожа е исклучително чувствителна или ако имате активни акни, подобро е да избегнувате четки за лице. Постојат неколку видови на четки кои можете да ги користите. Сите се дизајнирани за длабинско чистење. Тие обично имаат влакна кои помагаат да се отстранат маснотиите и нечистотиите од вашата кожа, обезбедувајќи темелно чистење. Постојат и силиконски четки кои се идеални за чистење на сува и чувствителна кожа. Нежните силиконски влакна се помалку абразивни и може да обезбедат понежно и смирувачко искуство за чистење. Механичкиот пилинг ги отстранува мртвите клетки од кожата на лицето и може да го зголеми протокот на крв во кожата, оставајќи ја кожата во целина позатегната, помазна и помека. Покрај тоа, придобивките од овој пилинг може да вклучуваат зголемена апсорбција на сите други состојки што ги користиме за нега на кожата, па тие ќе бидат поефикасни. Придобивките од четките за кожа не се ограничени само на една. Може да се користат и за раце, за нозе, за грб, за состојки како што се кератоза, пиларис и акни. Четките мора да ги користите особено внимателно, бидејќи тие имаат и своји лоши страни. Например, употребата на оваа алатка може да придонесе вашата кожа да стане сува или чувствителна. Пилингот кој е премногу агресивен и премногу чест може да предизвика сувост и да ја наруши липидната бариера на кожата, што може да доведе до дехидрација. Исто така четките може да предизвикаат иритација на кожата и кога тоа не е видливо на прв поглед. Ако ги користите агресивно, може да добиете акни по некое време. Затоа бидете внимателни. Четката за чистење на лицето може да ја стимулира активноста на меланин, што резултира со промена на бојата на кожата, па затоа треба да ја избегнуваат луѓе со хиперпигментација. Пред да вклучите четка за лице во вашата рутина за нега на кожата, консултирајте се со дерматолог. Тие можат да го проценат типот на вашата кожа, проблемите кои ги имате и сите специфични состојби што ги имате, осигурувајќи ви дека употребата на четка за лице е соодветна и безбедна за вашата кожа. Со избирање на вистинска четка и барање стручни совети можете да го искористите најдоброто од вашето искуство и да ја подобрите рутината за нега на кожа. Со оглед на тоа дека поради брзото темпо на живење, повеќето од нас немаат премногу слободно време да го поминуваат во својата кујна, а нормално дека сакаат да се хранат здраво и да изгледаат убаво и витко, ние ќе ви предложиме неколку супер брзи, а истовремено и здрави и вкусни оброци, кои се богати со витамини и минерали и кои ќе ви помогнат да ја задржите потребната енергија во текот на целиот ден. Првиот рецепт е сендвич со наут, авокадо и брусница.
Потребни состојки за подготовка на овој рецепт се 420 грама барен наут, едно големо зрело авокадо, 2 лажици сок од лимон, една шолја суви брусници, 6 парчиња леб, малку свежа рукола, сол и бибер. Измечете го варениот наут, а потоа додадете го авокадото и мешајте додека не добиете густа паста. Додадете ги и брусниците, сокот од лимон, солта и биберот, секако по вкус и добро измешајте. Потпечете го малку лебот и намачкајте го со смесата. Наредете неколку ливчиња рукола и покрите го второто парче леб. Со тоа вашиот дневен оброк е подготвен. Следниот рецепт е наречен омлет во домати, а потребни состојки за подготовка на истиот се 4 големи домати, 3 јајца, 100 грама сирење, 2 лажици макдонос или копар, сол и бибер. Измите ги доматите и исечете ги дршките. Внимателно извадете ја средината со лажица. Изрендајте го сирењето и изматете го заедно со јајцата. Потоа исечкајте го зеленчукот и додадете го во смесата. Зачинете со сол и црн пипер по вкус. Смесата од јајцата ставете ја во доматите и покрите со нивната внатрешност која претходно ја извадивте. Ставете ги да се потпечат на висока температура околу 5 минути. Се сервира во чинија со неколку гранчиња макдонос. Можеби вашиот омилен рецепт е сладок тост со мед и лешници. Звучи вкусно, таков и е. А потребни состојки за да го подготвите ви се следните: 3 лажици лешници, 1 лажичка маслиново масло, 2 парчиња интегрален леб, 3 лажици павлака и 2 лажици мед. Исечкајте ги лешниците и прелите ги со маслиново масло. Оставете ги да отстојат 10 минути. Павлаката премачкајте ја врз парчињата леб, а потоа додадете ги лешниците и одозгора прелијте со мед. Вашиот рецепт е готов. Можете да почнете со подготовка на следниот: салата од морков, јаболко и суво грозје. Потребни состојки ви се 2 до 3 големи моркови, едно големо јаболко, една лажица сок од лимон или лимета, 2 лажици мед, 2 лажици павлака или домашен мајонез, една шолја суво грозје, исто толку суви брусници и уште една шолја семки од калинка. Изрендајте ги морковите, а јаболкото исечкајте го на коцки. Ставете ги во длабок сад, прелејте со лимон или сок од лимета и добро измешајте. Додадете ги останатите состојки и повторно убаво промешајте. На крајот украсете ја салатата со семките од калина. Пријатно јадење! Тука е крајот на нашето денешно дружење и сигурни сме дека и овој пат останавте со нас до самиот крај, а за тоа се заслужни денешните содржини. Се гледаме повторно следната недела, но доколку не пропуштивте или пак можеби сакате да се подсетите на нешто, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Ние се гледаме повторно следната недела.